колегата брани колегата Малиша. Сакам само кратко да дадам во интерес на на јавност и со оглед на тоа дека на Facebook страницата на вашата партија одиме во живо, па да ги информираме и гласачите кои што ја поддржуваат вашата политичка опција за нашите аргументи, нашата страна на приказната. Од аспект дали ќе го повлечеме законското решение, нема да го повлечеме ни ова ни тоа после него, бидејќи сме уверени дека на ваков начин со еден проактивен пристап на пратениците во собранието ќе го подобриме животот на граѓаните. Објаснивме отприлика кои беа вашите забелешки пред да почнеме со дискусија, кои се нашите аргументи и уверени сме дека на еден ваков начин ќе успееме да ја намалиме цената на електричната енергија, но и да постигнеме неколку други работи кои што се особено важни. Јас не се согласувам со вас, но не се согласувам ни со моите колеги. Прво, не сметам дека треба некого да испуштиме од работа, особено не оние лица кои што вие ги кажавте, да бидат под Министерството за труд и социјална политика. А што не се согласувам со моите колеги, таму не се 3000 луѓе, туку се отприлика 8000 граѓани кои што не работат само не можеме да ги броиме во економската класификација луѓето кои што директно работат во комбинатот. Тука има и многу компании кои што околу орбитрираат околу комбинатот и тоа се отприлика 8000 вработени. Сакам да ја потсетам јавноста на еден случај во минатиот мандат кога за 100 милиони евра заем за ликвидност на ЕСМ, за кој што ушеднаш да кажам денеска има судски постапки, требаше да превземеме обврска да го затвориме комбинатот. Ние тоа не го направивме, бидејќи сметавме дека 8000 семејства и како екзистираат од тоа и не треба да го затвараме комбинатот, да ги ставаме нив под Министерство за труд и социјална политика и така натаму, заради тоа што нашиот став повторно е, логично е, легитимно е секој да има став дека не треба да се откажеме од базното производство на електрична енергија. Од аспект на тоа, јас се согласувам со вас и мислам дека е штета што инвеститорот во тој проект кој што вие го споменувате не го декласифицира договорот. Сметам дека тој договор треба да биде декласифициран. И сега ќе ви кажам и зошто. Вие велите зошто се плашите од арбитражен суд. Затоа што ако отидеме на арбитражен суд на договор на кој што важи друго право освен македонското, таму ќе треба да загубиме. Како што во овој момент некои луѓе кои што заради популизам влегоа во процес на склучен договор, каде што оваа држава има превземен обврски и сега сме блиску на арбитража да го загубиме и тоа. Тогаш ќе треба македонските граѓани да го платат и ние не сме спремни на тоа и сметаме дека е нерационално. Што можеме ние да направиме? Да се види договорот и сите оние кусоци кои што може да се јават некаде да се сторат, а сите оние вишоци по основ на неисполнените обврски кои што се нерационални да ги скратиме за да оваа држава не плати повеќе. Тоа е ставот кој што ние го имаме. Ако вие мислите дека покрај тоа што треба да избркаме 8000 луѓе од работа, за да не работи комбинатот, и ако вие сметате дека ние треба милијарда и половина сигурно по однос на арбитражни трошоци за изгубен спор за претходно превземен договор да ги дадеме, тогаш тоа е ваш легитимен став. Мој не е. Ја не сметам дека тоа е правилно и затоа делувам во оваа насока. Од аспект на концесијата, тука има една многу важна работа. Вие издеговте во јавноста со податок дека се наплатени по основ на концесија од државата 1,7 милиони евра. Мислам дека така ја прочитав, мислам дека и колешката имаше снимено видео. Сега јас мислам дека тука треба едно дообјаснување да дадеме. Ако не се дадени никакви концесии или се дадени многу малку во изминатите 2 години, а ако вие имате наплата на концесионерски трошоци, односно издатоци кон државата од тие кои што имаат концесија за 50, 60, 70% повеќе од колку пред 2 години, тогаш тука треба да поставите прашање до јавното обвинителство. А прашањето е следно: како е можно под исти капацитети за кои што оваа држава некогаш дава концесии, да се наплати за 5, 6, 12 месеци 70% помалку за концесија, односно надоме за концесија кон државата? Тоа е вистинското прашање. И тоа треба ние да го поставиме. Сега, што ние направивме? Седнавме и велиме, очигледно постои проблем. Ајде во законот да ставиме дополнителна обврска за контрола. Ајде, наместо да ја дерегулираме оваа област, да дадеме уште една обврска за контрола, за да не може некој во Кичево да му текне покрај тоа што му е даден тој некој опфат за да врши ископина, да се прошири пола планина да ја сруши. Зошто? Кога отишле овие на терен, зошто си го направило? Јас сум внук на тој. Не може да тоа така веќе. Тоа така веќе не бива. И треба некој да се навикне во оваа држава дека тоа така повеќе не иде. Затоа ние сме седнале во законот, тоа сме го вклучиле и сме сметале дека покрај другите работи кои што вие ги кажувате во јавноста, треба да постои засилена регулација и сега се внесува уште една административна проверка и се дава можност на владата дополнително да побара уште еден инструмент за да одлучи дали на некој ќе му додели договор за концесија или не. Благодарам.